За неколку часа завршија директните преговори меѓу Соединетите држави и Руската Федерација. Договорено е Вашингтон и Москва да разменат амбасадори, да се одредат преговарачи од двете страни, да се работи на создавање услови за враќање на меѓусебната соработка во сите сфери. Не е исклучена можноста да се одржи самит меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп во догледно време. Русија останува на ставот дека дел од решението мора да биде и гаранција оти Украина никогаш нема да стане членка на НАТО, зашто тоа представувало директна закана. Верувам дека разговорите беа многу продуктивни. Навистина се слушнавме едни со други. Верувам дека американската страна сега има поголемо разбирање за руската позиција. Соединетите држави сметаат дека ќе биде потребно време и долги разговори за да се постигне одржлив и траен мир, дека денешната средба била прв чекор кон долго и тешко патување. За да заврши конфликтот, сите кои се вклучени во него треба да бидат согласни. Од разговорите може да произлезат позитивни работи за Соединетите држави, за Европа, за Украина, за светот. Целта на денешниот состанок беше да се продолжи она што започна со телефонскиот разговор Трамп-Путин. Судбината на Украина по се изгледа директно ќе решаваат Соединетите држави и Русија. На разговорите во Ријад во Саудиска Арабија немаше представници ниту од Киев, ниту од Брисел. Во меѓувреме украинскиот председател Володомир Зеленски е во Анкара на средба со неговиот турски колега Реджеп Тајп Ердоган. Зеленски ја критикуваше средбата во Ријад и рече дека се разговара за Украина без Украина. Од суштинска важност било какви разговори за крај на војната да не се водат без вклученост на засегнатите страни. За да има траен мир не смее да се направат грешки. На преговарачката маса мора да ги има сите страни – Америка, Европа и Украина. Американскиот државен секретар Марко Рубио рече дека во текот на натамошните разговори ќе бидат вклучени и Украина и Европската Унија. Рускиот министар за надворешни Сергеј Лавров пак не коментираше за тоа дали треба да има и други на преговарачката маса, но подоцна Кремљ соопшти дека Владимир Путин е подготвен да се сретне со Володомир Зеленски доколку тоа е неопходно. Во меѓувреме председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се сретна со специјалниот американски пратеник за Украина и Русија генералот Кит Келог. Председателката ја потврди посветеноста на трајниот мир и истакна дека секое решение мора да ги почитува независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Францускиот председател Емануел Макрон пак вчера собра дел од европските лидери на самит во Париз, а остварил и телефонски разговори со американскиот и украинскиот председател Трамп и Зеленски. Макрон изјави дека трајниот мир во Украина мора да биде придружен со силни и веродостојни безбедносни гаранции.